Почитувани гледачи, добро вечер. Моето име е Срđan Ивановиќ, а вие го гледате второто издание на дебатната емисија 30 секунди. Најнапред да ги представам нашите гости, а ќе почнем со највозрастниот во ова студио, Бранко Геровски, големо и познато новинарско име во Македонија. Веднаш до него тука е и Рашела Мизрахи, пративничка во Македонското собрание. Од лево Владимир Божиновски, политиколог, и Зона Димитровски, исто така големо новинарско име, но нема да кажам за жал, но во последниве неколку години е политичар. Во моментот сте секретар на Демократскиот сојуз. Добро вечер на сите четворица. Добро вечер. Тие што ја гледале првата емисија знаат дека тука имаме прашања кои ги поставуваме, на кои гостите имаат право да одговорат 30 секунди и отаму и името на оваа емисија. Се разбира 30 секунди се однесува на оние полесни прашања кои се наоѓаат во првиот дел од емисијата, а потоа кога ќе дојдеме до главната тема, гостите ќе имаат и некоја секунда повеќе за тоа. Одиме со првото прашање, дали сте подготвени? Секако. Одлично, како на квиз. Геровски, ајде, со вас да почнеме. Првото прашање е која книга ви остави впечаток Недолава? Нема да е Недолава, може во овој период. Баш Недолава, читам една интересна книга. Проблемот Спиноза, нејзиното име. Доцна малку, некаде 2019 објавена кај нас. Ирвин Јалом е авторот на ова дело. Интересна книга за еден голем филозофски роман. Не ми одговара баш нарацијата и така, меѓутоа интересни дилеми покренува внатре. Тоа е нешто читам момент. Благодарам. Книга за Барок Спиноза секако дека е секогаш добре дојдена. Само да видиме што перицава нешто, дали ќе проработи. Да, точно. Рашела? Па книга на Неделава, да бидам искрена, последниве месеци нешто единствена литература која што ја читаме, архивската граѓа во секторот здравство. Така да не би можела да кажам дека сум прочитала некоја книга. Меѓутоа последна која што ми оставила впечаток е Клептопија од Бургис, што зборува за клептократски системи и како истите пенетрираат во сите аспекти на општеството, особено по прашање на она што граѓаните го чувствуваат како преживејување на клептократски систем. Благодарам. Божиновски? Па, книга на месецот, вајде, затоа што секоја недела тешко дека можеме по една книга да Да, прочитаме, али ја гледам барем еднаш месечно. Една месечно. И вообичаено по слободно време си читам нешто што не е поврзано со сегашноста и со реалноста, затоа што некако многу темни и подобро ми да се опуштам. Почнав серијата, значи една серија книги на Питер Хамилтон и првата книга од таа серија е Звездата на Пандора. Бујам читано, одлична книга. Димитровски. Јас за разлика од Божиновски сум во реалноста и обично читам историска литература и читам значи не читам белетристика во последно време, документаристика, архивистика и таков тип на книги. Последно што ми остави впечаток и мислам дека вака би требало да биде бестселер доколку биде издадена на македонски е книгата за првата македонска колонија напишана од потомок на македонци во Америка. Се работи за приказна за населување на македонците во Охајо на крајот на 19 век, каде што имаме навистина вистински трилер, имаме убиства, имаме мафијашки кланови формирање од тоа време македонци, да. И многу интересна, има луѓе кои што сакаат да напишат сценарио да се направи филм, меѓутоа интересно е идентитетските прашања кои што во тоа време се покренуваат, македонци контра грци, контра бугари, токму во тоа предградие на Гранит Сити, Охајо, кој што е нели во тоа време челичната индустрија се развива. Благодарам. Сега второто и третото прашање се филм и серија. Јас би ги споил, дали сте гледале некој филм или серија, може би двете, можете и за двете да кажете. Геровски? Серии не гледам, навистина немам концентрација, време
и нерви за толку многу. А беше една следење. француска серија на времето. Да, беше една одлична француска, на телевизија беше. Заборев како се вика. Да, Не е важно, добра серија беше, но она што се обидувам сега е малку да обновам лектира од старите добри филмови, имам обичај и читам стари книги, гледам стари филмови по многу пати. Потрага по светиот грал со Монти Пајтон, се обидувам да се релаксирам со Монти Пајтон и фан сум на фан пејджот на Монти Пајтон. Многу Одлично. интересна работа. Одлично. Рашел? За жал, Нема време. нема време. Денот е 24 часа, јас имам работни 15 до 16 часа и едва стигам малку и да одморам пред наредниот ден, така да. Да. Божиновски, имаме ли некоја филм или серија, нешто што... Го гледав сега последниот Mission Impossible Со Том Круз. со Том Круз, а од серии Foundation ја гледам, според Исака Асимов. Одлично. Значи имаме Втора сличен сезона. вкус и за книги и за серија. Да, Да, втора одлично е. сезона. Да. И Димитровски. Слично како и на претходното прашање, повторно не гледам играни филмови, ми се случува, не дека не, меѓутоа се обидувам да гледам повеќе документарци на овие на телевизиските програми што се појавуваат. Последно што ми остави впечаток е поврзана со конфликтот во Газа и Израел, меѓутоа тоа е еден документарец снимен порано, Ал Джазира емитуваше. Иако сум гледал слични за Хамас и така натаму, овде ме фасцинираше една се нарекува Top Hill Youth. Тоа се млади евреи кои што живеат на врвови на планините, значи во делот на западниот брег и тамо се доселеници, меѓутоа се припадници на една екстремистичка еврејска религија, некое движење на некој американски рабин кој што проповеда дека еврејската земја треба да биде само на евреите и дека сите треба да се избркаат од тамо. И тие мене она што ме фасцинира е како се тие млади луѓе, ја знам дека е тоа таков конфликт, затруени со омраза на вистина. И таму има нели одредени палестинци што страдаат, некои им се одмаздуваат, овие прават одмазда и така натаму. Но приказната е чисто зошто тие млади луѓе се полни со толку омраза, наместо да живеат еден слободен живот како што многу евреи да речеме во Израел живеат. Ја знам дека ова денеска е извртено приказна со нападите на Хамас и така натаму, ама ова ме трогна баш таа приказна. Поред, сега има некои малку посериозни прашања, значи продолжуваме со нашиот квиз. Кој настан предизвика најголемо внимание неделава? Ајде, сега да не одиме пак од кај Геровски, да одиме од оваа страна. Па секако настан на неделата е според мене извештајот на Европската комисија за Македонија. Од причина што тој ги разбива илузиите дека оваа влада е, како што самата се декларира, за проевропска. Туку мислам дека тој извештај е буквално европска тапија, дека оваа влада е антиевропска. Не е европска. Дека е антиевропска. Значи ова е европска, иако сите ние знаевме дека по сите прашања, значи борба со корупција, организиран криминал, правна држава, владењето на правото и така натаму е антиевропска, немавме се уште тапија од Европска унија, сега имаме и тапијата. Сега имам печат. Дали според вас беше така? Да, мислам дека и извештајот на Европската комисија е, би рекол, најзначајниот настан на оваа недела. Иако, видите, ако се вратиме во реалност и говориме за политика, имаше многу работи кои што едноставно толку зачестија, за жал, негативни, што едноставно се покриваат едни со други, но сепак како најзначаен останува. За жал, овој можеби најнегативен извештај на Европската комисија. Од кога подготвува Да, често јас се прашувам себе си што ли друго ќе има утре да го покрие од денеска. Рашела, според вас, Па видете, онкологија или последниве години извештајот? нашето секојдневие е агрегат на скандали. Еден покрива друг и всушност дури човек да се запраша дали е тоа некоја владина политика. Еден скандал да биде покриен со друг, па со трети, така натаму, и брзината на скандалите да го шокира населението и да го доведе до степен на апатија, така да ништо не е новитет. Да, сметам дека оваа недела можеби беше обележана со извештајот на Европската унија, односно она што требаше и самите да го знаеме пред да дојде тој извештај.
иако бројот на скандали не би го ограничило само на извештајот на Европскиот. Добро. Ова беше настане делата за скандал, може после ќе прашаме. Геровски? Јас се согласувам со овој избор, само јас размислувам повеќе за еден настан што не можев после долги години новинарска кариера да го разберам во суштина. Еден настан со многу драматика, а тотално оф топик, од приказнава, со многу драма, со многу кавга, нервоза, преписки така натаму, а не знам зошто е сето тоа. Тоа е овој престоен избор на председател и битката за тронот во Друштво на писатели на Македонија. Поима немам зашто се случува тоа, има некоја енергија неверојатна во тоа. Да, и јас тука малку се изненадив и голем број на мои пријатели од Facebook беа така живо заинтересирани за тоа дали ќе има смена, па кој ќе биде новото раководство и така натака. Иако не ја сваќам ја таа организација воопшто не ја сваќам. Добро, која личност беше ја одбележа изминатата недела? Ајде Божиновски со вас да почнеме. Која личност ја одбележа неделава? По добро, по лошо, по Добро, неутрално. кај нас обично е само по лошо, затоа јас во слободно време гледам малку да се одвојам од реалност. Да, Исак Асимов е супер за тоа. Па не знам, може би Маричич кој што излезе и кажа дека добро бил извештен на Европската комисија. Ова рече 80% е Што добро. е спротивно од сите останати. Така да Благодарам. Димитровски? Според мене во позитивна смисла неделава Беса Адеми би ја ставила председателка на Врховниот суд која што одби да се појави пред судскиот совет. Во нормални услови тоа би било непристојно однесување, нели, еден судија да не оди во судски совет. Меѓутоа во услови кога судскиот совет е институција која што е диригирана од власта, за која слушнавме и од Американска амбасада, од Европска унија, од секаде што работи, и по едно интервју каде што таа кажа дека фактички се врши притисок да го аболицијата на Груевски да ја, односно аболицијата на Иванов кон Груевски да живе, за тој да се врати за политички пресметки. Сметам дека тоа беше една вака ноншалантна, убава делегитимација на тој судски совет и затоа би ја пофрлил тука. Значи ја господјата Беса Адеми како. Браво за тоа е позитивно. Да, Тоа е позитивно. Добро. Би сакал да има повеќе позитивни. Така. Геровски имаш ли некоја личност на неделата? Па ете во обратната насока господарот на не на прстените, туку господарот на Македонија само наречен, нели? Али Ахмети, нели, тој пред некој ден изјави дека имал големи амбиции во поглед на спојувањето, бришење граници Албанија, како веќе речено. Создавала Албанија. Да, морал да се задоволи со господарење со Македонија и тоа успешно го прави, да речем. О, добро. За жал. Ако не е тој господар, да знаеме на кого да му се обратиме. Тоа се негови зборови, ја не. Да. Израхи? Па, јас ќе се согласам дека лик на неделава е Маричич, со изјавата дека ете имаме напредок, дека блескаме, дека е совршено тоа, блескаме дури ни зафали од Заев кога ишев во политичката сцена, па ете имаме сега нов таков политички представник кој што вика дека блескаме со извештаи кои што се катастрофално лоши за оваа држава. Да, тоа е факт дека извештајот е многу лош. Добро, имаш ли некаква изјава, интервју или говор кој ви предизвика некакво внимание? Ајде со вас да почнеме. Па имаше една, па не знам дали е изјава воопшто, не е изјава. Имаше една сцена во која што се појави премиерот на државата смејки се во позадина на одреден министер и ми остави впечаток. Ми остави впечаток. Мислам дека доколку беше изјава, ќе беше совршена изјава од нашиот премиер кон нашиот народ. Добре. Геровски? Јас ќе издвојам на премиерот, тоа е неговата изјава, мислам во истата прилика, дадена кога вели темата за враќањето на Груевски е депласирана. Ја нешто пишував на таа тема и мојот одговор е не е депласирана, туку е прво декласифицирана, потоа декласирана јавно и сега можеби после веќе и навистина депласирана. Да. Добро. Димитровски? За мене е изјавата на Али Ахмети во музеот, нели, на УЧК, каде што кажува дека
фактички признава за прв пат дека албанците не се бореле за човекови права, туку за Албанија, за да нема граници. А потоа ја сменил приказната, прагматично се договориле дека ќе се обединуваат во Европа албанците, меѓутоа остануваат господари во Македонија, а штом има господари, треба да има и слуги, нели? А кои се слуги? Дали се македонците слуги? Според мене слуги се сите, и македонци и албанци обични, кои што се во суштина не се ниту господари, ниту слуги, но се емигранти повеќе, а оние што остануваат, елитата на ДУИ и СДСМ, тие се господари со украдени народни пари. За жал така изгледа. Морам да се сложам. За гаф или за изјава? Изјава, па слични се гафовите изјави. Тука се некаде, некогаш. Тука се некаде. Ми ја украдуваат темите се. Да, па Ја добро, постојам. тоа е. Добро, тоа е. добро, сложете Да, се. тука искрено и јас се мислам дали помеѓу ова со Ахмети или ова со Ковачевски, значи мислам дека Мртва Мртва трка трка. се. дека се тие две изјави мртва трка. Добро. Добро, во ред, значи нема потреба, мислам, прашањето за гаф на неделата да го поставиме, бидејќи нели ги кажавме Да, гафовите. Ковачевски со тоа што ја би сакал да го пофалам новинарот, кој што многу сериозно и многу трезвено му одговори: господине премиер, бидете сериозен, како можете да ги понижувате новинарите дека не знаат, имаат незнаење за проблематиката на газ и дека вие треба да сте сериозен затоа што вика слободата на говорот е на многу ниски гранки ние. Значи имавме многу одлична изјава од новинарот во контекстот. Тој го- Ајде, Да. ајде. Повеле. Во тој контекст само сакам да додадам, ми заличи на гафи изјавата на Бујар Османи, нели во кога вели штом тие што ќе гласаат за Лехмети или ако гласате за Лехмети нема да ви фали влакно. А, А, демек веќе им се фали. плашат да Да. гласат. Па нешто порано требало да се каже тоа. Да, да, да. Да знаеше да. Јас види Значи, ова ја почнав да гласам за Лехметович од сега. на ова со Ковачевскија прашање тука не знам дали тоа е гаф, затоа што ја вообичаено знаеш кога ќе кажеш гаф е некој кој што Сгрешил. може би сгрешил, сакал Да. да каже нешто, сгрешил. Ова е повеќе политичка некултура, бидејќи тоа е Апсолутно. цело, значи целокупното однесување од говорот на тело, од тоа смеење да го наречеме, до прашањата кои што ги упати кон новинарите, тоа е Да, невкусно беше. тоа е пример за политичка некултура. Тоа Па добро, еве да се надоврзам, Ајде. политичката некултура се гледа и во парламентот, особено од извршната власт или дотичниот господин Ковачевски, кој ќе видите премиер да не може да седи на своето место и цело време да трча од место на мнозинството, да кажеме пратеници кон опозицијата, да дошепнува, да дофрла, па дури и да грицка семенки за време на пратенички прашања. Едноставно се девалвира и самото собрание, и самите пратенички прашања, немате веќе инспирација, нема цел да имате собрание, да имате пратенички прашања или пак да разговараме за почит кон пратеници или почит кон извршна власт во истиот Да, момент. на Во Марич парламент- тогаш со тие Гестикулациите Гестикулациите кон тие. Дафина. Не знам дали примети јавноста, ја би сакала да потенцирам дека колешката Дафина имаше момент на смрзнување, затоа што не знаеше како да одреагира на апсолутно такво шокиран сте, однесување. шокиран сте. Понатаму не дојде гневот заради некултурното однесување. Во првата секунда она беше само во шок. Застаната не знаеше како да изреагира, не знаеше дали е реално, како можело да се случува. Ама тоа е реалноста на собранието, особено поради фактот што нели јавноста ја гледа камерата која што е центрирана кон говорницата и кон Талат Џафери, а не кон пленумот. И никогаш не се гледа што станува со пленумот. Во ред, значи ги поминавме овие прашања и сега треба да ја утврдиме темата на денешната дебата. Значи, копијата гледам се кршат околу извештајот на Европската комисија и музеот на УЧК кој пред неколку дена беше отворен во Сопот. Дали вие така мислите, Димитровски? Што е за вас најбитно? Иако Апсолутно, можеме да јас се одвоиме, само да согласувам. кажам, ќе одвоиме и прашање и за другата тема, и за трета тема, доколку Не е И двете се суштински и од двете зависи иднината на некој начин на Македонија, затоа што едната е нели врзана со европските интеграции
и со постојаните лаги на власта дека работи на тој пат и така натаму, гледаме што работи, освен што прави притисок граѓаните да прифатат уставни промени со кои не се согласуваат, ништо друго не работи. Правеше, да. И сега тие се обидуваат нешто да глумат, ама сега го нема ни тоа. Меѓутоа, оваа другата исто така сметам дека е многу важна од друг аспект, затоа што Македонија е општество кое што после 2001 година почива нели на промените во уставот предизвикани од рамковниот договор од воените воените настани и мој став е ако не се почитуваат тие решенија дека ќе дојде до сериозна дестабилизација. Ја мислам дека не само со изјавите, туку и со потезите дека нема територијални решенија за политички прашања, дека не може насила да се решаваат работите, дека не може да се глуми некаков триумфализам, она што го гледаме кај политичките елити на албанците, кај дури кај опозицијата со оние настани во Тетово. Сметам дека тие прашања се многу сериозни и задират во самата суштина на постоењето на македонската држава и од тоа зависи како ќе се развиваат од меѓуетничките односи. И во таа смисла апелирам секогаш за тоа да строго да се почитува уставот и она што е донесено од деловите од рамковниот договор. И околу рамноправната, правична застапеност, да нема сериозни отстапувања во таа смисла, почитувањето на бадентери и така натаму. Затоа што ако правиме промени, чуваме нешто и за подоцна. Да, ако правиме промени, добро сакав да. Да, борете. Имаме две теми кои окупираат вниманието, претпоставувам Божиновски вие се служувате со. Да, тие се од Иако, знаете како ја тоа со тој музеј, квази музеј, повеќе го гледам од аспект на политички маркетинг, искрено, отколку како некоја тема, но за жал тука морам да се согласам дека многу често како се приближуваат изборите, сите етнички албански партии повторно се враќаат на испраќање некакви пораки до нивниот електорат, но тие пораки реално создаваат сериозна, би рекол, предизвикуваат и загриженост и нестабилност, затоа што јасно, многу луѓе им е јасно дека тоа се некои предизборни пораки, но тие пораки директно ја негираат државноста на државата на кое што, на чии избори они сакаат да бидат избрани. И тоа представува сериозен проблем. Не самата, затоа што тоа е веќе некаков предизборен фолклор, но за жал тој фолклор влијае директно на темелите на државата. И сега се поставува прашањето, ако не знам, правата на албанците биле претходно загрозени, сега зошто се правио? Едноставно заради неможноста да се излезе од тој магепсан круг на етничка партија. Они не успеа да го надраснат таа етничка поставеност и да се трансформираат во граѓанска партија. И знаете како, ако не успееш да се трансформираш од етничка во граѓанска партија, тогаш лимитирани ти се можностите со кои што можеш да се представиш пред својот електорат. Благодарам, ќе зборуваме за ова веројатно подоцна. Геровски, темата која не окупира. Јас сакам да продолжам тезата на Владимир, дефинитивно повеќе ќе зборуваме веројатно за европскиот извештај, бидејќи ова сепак е фолклорна тема, но е опасна во оваа смисла во која зборуваше Владимир и опасна, просто треба да продолжиме таа теза. Да, фолклорот може да предизвика тензии, тензиите може да предизвикаат реални проблеми во стварноста. Не сме толку стабилни, сепак сме фрагилно општество. Реалните проблеми и зголемените тензии можат негативно да влијат на политичката мобилизација на луѓето пред изборите воопшто и тоа во крајна линија може негативно се одрази на излезноста на изборите и на воопшто желбата на луѓето да учествуваат во политиката токму во овој клучен период. И помислам навистина дека можеби некоја валкана идеја што и тоа е. Зошто да не? После утре ќе се објасни, да, рековме ни дека ќе има тензија ако не одиме према Европа, вамо, тамо и така натаму. Да биде оправдание. Во главите на сценаристите се што е можно да се има. Решила?
Па, сметам дека извештајот ќе биде главна тема и на овој разговор, бидејќи е, да, централна тема и во јавноста, иако извештајот не беше стигнат ни до собранието, веќе одредени пратеници, одредени пратенички групи почнаа да го коментираат, партиите го коментираат. Тој е јавно достапен во овој момент, меѓутоа уште пред да биде јавно достапен стана предмет на дискусија. Што се однесува до настанот со музеот, јас го делам мислењето дека политички фолклор кој што води секогаш кон радикализација или можноста за радикализација може да биде предмет на дискусија дури и во насока на пролонгирање на рокот за редовни избори, доколку имаме некаква си форма на дестабилизација во државата, бидејќи гледаме дека владиното мнозинство, предимно зборувам за ДУИ, а секундарно како мал сателит и Социјалдемократскиот сојуз, бидејќи во реалност тоа не само мал сателит на владеачката структура на ДУИ, дека претендираат да се одовлекува моментот за парламентарни избори, па дури и тие редовни да не бидат во редовниот законски рок, туку да бидат што подалеку од истиот може. Јас не ја разбирам и самата асоциација помеѓу УЧК и 44-та, односно балистите од 44-та, апсолутно не ми е јасно, особено не ми е јасно, бидејќи ДУИ помина низ еден период во кој што проба да се промовира себе си како и зелена партија, и сега зелено, кој е зелено? Тоа зелено, тоа се префарба сега. Какво зелено? Маскирно зелено. Тоа зелена ми звучи како недозреана. Штом се занимава уште со Добро. национализам. Сметам дека е дефинитивно таргетиран моментот Така е. за кога да се излезе со ваков музеј, со ваков постулат, со ваква реторика која што ќе подгрева или има потенцијал да подгрева тензии за овие. Па тогаш ја мислам да почнеме со извештајот, да продолжиме со УЧК, а бидејќи тука е и Рашила Мираки, искористиме да прозбориме барем кратко и за онкологија. Може ли така? За онкологија, ја слушнав Никој не екологија. сака А, да не. зборува за За онкологија. онкологија, ја многу би сакал за тоа да зборувам, но тоа ќе го ставиме на крај. Добро, значи тука имам едно генеричко прашање кое е многу добро, мислам дека одговара за овој дел од темата, само да напоменам дека сега кои ќе одговарате имате право и на реплика, доколку не ви се свиѓа или нешто сакате да дадете, имате право на 3 реплики во текот на емисијата. Доколку потоа сакате па реплика, тогаш ќе морате нели да изгубите право да одговарате на едно прашање. Што е пораката која Брисел ја испрега кон Македонија со извештајот на Европската комисија? Ајде, героски почнавме со ова сега. Политичката порака, да бидеме прецизни и јасни, политичката порака до Македонија ќе стаса во декември. Значи, тогаш е самитот, тогаш е Советот, тогаш шефовите на државите ќе се состанат и ќе испратат политичка порака, која, за жалост, сега се знае дека нема да биде позитивна во поглед на нашите амбиции, не нашите амбиции, амбициите на, да речеме, на Маричич, на Ковачевски и на другите, таквите амбиции, значи преку трупа влегување во некако на со шорткат, со трик влегување, тогаш ќе стасат, таа ќе биде, мислам исто така непријатна порака и тоа е за очекување. Извештајот е нешто друго. Извештајот е слика, реална слика, кој по мене повторува практично од година во година на едно општество кое одамна е наречено нели хибридно општество, во кое има компромитирани институции, во кое владее корупција, во кое владее еден општ клиентилизам и извештајот кои го прават бирократи, нели, они ги следат состојбите по секторите, не може да биде поинаков. Без разлика што некој сака да ги убедува луѓето, ако го направите ова уште со бугарите во уставот, ние сега хоп скокаме, влагаме у некое тавче, тоа е една приказна, но реалноста е таа. Ние ќе влеземе и дури да влеземе утре са Мајлеве, со ваков извештај, како што духовито напиша Ристо Никовски во една колумна кај нас Пулсинфо, вели ние ќе станеме членка на Европска унија кога Турција ќе раководи, Турција ќе председава со Европската унија. Сега видите колку време преговара Турција, 11-12 години, ако не се лажам, преговарат Србија и Црна Гора, имаат отворено 2-3 поглавија. Не, Црна Гора ги има отворено сите, ама затворено 3 само. Затворено, да, затворено. Тоа е. Сите ги имаат отворено, ама. Да. Ешто тоа нема да биде Србија нема све отворено. така лесно, а ова што го добиваме како извештај, тоа сме ние.
И ние не сме убаи, како да кажам. Такви сме какви што сме. Мизраки? Мислам дека пораката стигна уште со изјавите на холандскиот амбасадор чинам, во кој што јасно се кажа Јакоб, да. дека достате со што Брисел ви должи, колку било нефер ова или нефер она, туку што останува со вашите реформи, особено во правосудството, особено во попрашање на правна држава. Оти да бидеме реални, немањето на правна држава значи и немање на држава. Немате никаков формат на држава, тогаш не можете да ја ословите на ниеден начин. Овде ќе имаме апсолутно непочитување на законите, апсолутна хаварија во однос на законските нормативи, во однос на судство, во однос на обвинителство и сето тоа е сега евидентно само на ливче. Ние тоа го знаевме пред да стигне ливчето, јасно ни беше. И сега ќе биде можеби дрско од моја страна, меѓутоа да, опозицијата алармираше со години, престанете со ветување на што све ќе распродаваме од националните добра, луѓе што се случува со нашиот систем, со системот за здравство, со правниот систем, со труд и социјала. Системот е целосно нарушен, не би рекла дисфункционален на кој што му треба реформи, него му треба да се стави во функција. Возот е вон шините во целост, не е ова дефектен воз во некој вагон, па ние ќе поправиме, ќе реформираме, ќе трансформираме. Субстанца му фали. Да. Апсолутно. Овој субстрат кој што го гледаме сега од држава е буквално секој секого индивидуално држи за ногавица, никој не се држи до закони и имаме еден тотален хаос во кој што треба да ставиме со прст на 1, 2 или 3 кои што се виновници. Не бива баш така и баш поради тоа таа порака од холандскиот амбасадор беше всушност поракава што ја гледаме денеска само на хартија, а таа порака ни ја упатува и народот и сите ние сме свесни за истата ситуација со години уназад. Ова не е новитетно. Ред, ајде, Димитровски. Вака да не се повторувам, меѓутоа она што ме фасцинира во целата приказна, е да речеме, ја видовме пред неколку дена госпоѓата Урсула фон дер Лајен, таа беше нели на Балканот, меѓутоа ја видовме во Украина како соопштува вака во суперлативи како Украина оди напред кон Европа и дека сега ќе добие нели почеток на преговорите. Таа лани беше прогласена нели за кандидат и сега ќе ги почне преговорите, во скрининг процес ќе влезе и така натаму. И тие суперлативи што ги слуштав од госпоѓата фон дер Лајен навистина кога ќе го прочитате и извештајот потоа за Македонија и ќе видите дека ако постои некаква идеја на Европската комисија и воопшто на тој европски естаблишмент да се даде некаков позитивен сигнал што поради геополитиката на Украина и на Западен Балкан, дека извештајот за Македонија, јас ги гледав и другите извештаи, меѓутоа посебно извештајот за Македонија е катастрофален во таа смисла. Значи нема добри зборови таму. Таму има еуфемизми дипломатски во смисла никаков напредок, нема напредок, ограничен напредок. Значи дипломатски еуфемизми за дека состојбата е лоша или катастрофално лоша. Единствената добра работа, извини, конструктивно е дека сме направиле попис. Тоа е единствената добра работа. Не, сакам да кажам, ако вие го имате моментот на геополитиката дека сите сакаат да го охрабрат, меѓу другото и Западен Балкан некогаш да влезе во Европската унија, со извештајот се докажува токму спротивното, дека вие сте на почетокот, дека наместо да сте отишле некаде напред и да ги отворите портите, тоа политичката обврска со уставните измени што сте си ја презеле, тоа е сосема друга приказна и таа треба да ја направите затоа што самите сте си ја презеле. Јас не се лутам тука на Европа, тоа се нашите политички елити виновни на власт што ја презеле таа обврска што не може да ја спроведат. Но во овој дел, таа ви кажува отворено, една Украина се справува, оди му велат на Зеленски, вие се справивте со олигархијата во Украина. Направивте сериозни реформи во делот на државната администрација и така натаму. Нешто што е навистина за земја во војна. Јас знам дека таму малку има и сладкоречивост и геополитика, ама зашто овде нема такаш геополитика? Туку има директно посочување на слабостите за кои што е виновна главна власт. И втората димензија што е исто така важна е нашата власт е глува за тие забелешки. Наместо да ги прифати и да каже да, добро, балансиран извештај, ние ги прифаќаме забелешките, таа оди со напад дека опозицијата е виновна за назадувањето на Македонија. Да. Ужас. Дали вие мислите дека опозицијата е виновна за извештај? Знаете како, за мене овој извештај би рекол дека
е еден символичен крај на онаа розова слика што се обидуваше да ја нацрта Зоран Заев и после Ковачевски, каде што ние само со виткање кичма и со буквално прифаќање на све што ќе ни се наметне, ќе можеме да продолжиме по европскиот пат. И сега со ова се виде дека, како што и повеќето тврдевме, дека нити можело, нити ќе биде. Не е само холандскиот амбасадор, тој ептен, би рекол, недипломатски директно, но ја го разбирам затоа што Холандија е една од тие земји кои што најмногу инвестираа во реформите на правосудството. За тоа говореше и претходниот француски амбасадор уште 2019 година. Значи, едноставно со ова се заврши таа и официјално, ние знаевме дека, но и официјално пукна тој розов балон кој што се обидуваше да им го представи Заев и оваа врхушка на СДСМ на македонските граѓани. Мислам дека сега све е јасно. Едноставно, ние не можете без реформи, без работа, само со виткање на кичма и со прифаќање на уцени и ултиматуми и тотална сервилност да ја придвижите државата напред. Она што недостасуваше и што се уште недостасува се оние клучни реформи за кои што се говори веќе подолго време. Да, тоа е очигледно. Сега вака, 3 работи во извештајот се нотирани како крајно лоши. Значи, првата е дека со европско знаменце се протнуваат закони кои немаат врска со нашето членство во Европската унија, меѓу нив беше оној фантомски автопат кој никако да го видиме дека почнале да го градат. Втората работа е нели правниот систем во Македонија, и трета работа е борбата со криминалот. И сега, ајде да бидеме малку паметни, како овие 3 работи ние би ги решиле, пошто претпоставам дека доколку ова го решиме, нас ќе ни тргне многу во оваа држава. Еве вас да ве прашаме од ВМРО ДПМН. Па видете, во суштина, често пати на политичката сцена слушаме дека решенијата не се едноставни, се многу комплексни. Јас напротив сметам дека решенијата се многу едноставни. Првен за европските знаменца. Да, јас како пратеник видов еден куп европски знаменца кои што беа носени залепени на закони кои што немаа никаква референца, не осликуваа ни едно европско право, напротив одеа и против европското право. Имаше кладилници некои таму. Апсолутно, имаше и марихуана, имаше чуда, имаше врагови, меѓутоа беше поинтересно во форма на Джери Спрингер шоу по медиумите да оди блескаме на Зоран Заев и апропо тоа блескаме, ние блескавме во најубавите гробишта во Европа со најмногу свежот свеќе од ковид. Ние немавме проблем со мигранти, им дававме пасоши на луѓето кои што ги бараше Интерпол. Ние блескавме по сите основи, ама во негативна конотација. Законите си врвеа со европско знаменце заради тоа што точките и запирките додадени во истите не се однесуваа на европското право, туку на бенефитот на одредени олигархиски, мафијашки структури. Ја нарушивме целосно правната држава и ја издигнавме, да кажам, мафијата до степен каде што државата е на мафијата, а нема мафија во оваа држава. Во целост, и тоа е моето мислење. Справувањето е многу едноставно, со почитување на закони, без реформи, без круцијални реформи како што некој сака да каже. Нас не ни требаат нови закони. 7000 законски решенија за 31 година, или сме ние луѓе, сите од сите пратенички состави, најпаметните луѓе на светот за пишување на закони, или си додаваме точки и запирки како што ќе ни стигне. 7000 има закон. 7000 во 31 година, над 7000. Јас лично имам разгледувано колку закони се донесени, како се донесени, кој е наративот, која е платформата на законите, дали приличуваат на социјализам, на капитализам, на што личат тие закони, каква е оваа држава, социјална ли е, согласно устав ли е, не ли е. Така да ние имаме закони, работата е само непочитување на истите. Почитувањето на законите значи првин отстранување на примарните фактори кои што се во клептократијава назначени и се знае кои се тие, значи овдека треба да имаме функционално обвинителство, овде треба да имаме функционално судство и се ќе тргне понатаму. Зошто? Заради тоа што постои еден елемент кој што го викаат затворска психологија. Затворска психологија се знае на што се сведува, на кинење на главата, на оној кој што е предводник на целото оро на криминал и понатаму се си доаѓа на свое место. Ама нема веќе таков ние сме стигнати до да, се смени кривичниот законник и шоки и за мене, особено сега разгледувајќи онкологија, особено тие 2 члена, злоупотреба на службена должност и злосторничко здружување, па дури гледам дека
и се оди кон тоа да има неказнивост за политичките структури, значи имате казнивост за крадење на леп, ама неказнивост за некој кој што направил екскурзија низ буџетот во милионски суми, такви ги имаме во државата. Ние не можеме вечно да бидеме политички коректни со свилени рукавици. Мора да направиме ресекција на прашањето сакаме држава или не сакаме. Сакаме на држава, значи дека ќе има фронт на добри и честни луѓе, нема соживот со нечесните, ќе одиме против нив и да, ќе треба да изгубат. Благодарам. Гировски? Чаре? А, Вие знаете- секогаш нудите некои решение во вашите колумни. Има ли сега колумна за ова? Па, суштината е јасна, мислам, потребно е да постои, да еманира, се создаде политичка волја за борба против корупцијата, бидејќи можеме да постапиме и поинаку. Ова општеството на овие простори, да речеме за време на Турската империја, е создадена така наречена рушвет традиција. Нели? И во таа смисла, во таа Тоа било традиција... законско мито, како да кажам. Да, Мора во таа рушвет за да- традиција митото и корупцијата е позитивна работа. Тоа е начин на кој луѓето се снаоѓаат во стварноста. Политичката волја таа спроведена од султанот па надоле до милето теа, создала таков Навика. начин да спроведе, таква навика и тоа е реалната општествена волја. Сега е прашање дали ние во ова 2023 година или во следната 2024 година можеме на овој простор во ова време да конституираме поинаква политичка волја. И прашање дали политичките елити се спремни за такво нешто. Јас сум малку скептичен, затоа што мислам дека поприлично нема невини во целата оваа приказна со корупцијата. Но од друга страна, знаете како, кога е проблемот толку страшен што го загрозува општеството во целина, а кај нас тоа веќе се случува. Значи, ние, ако прашате кој е клучен проблем на ова општество, проблем над проблемите, тоа е тоа. Нема друг поважен проблем. Нема друг. Нема што го подјадува. Тогаш кучи и мачки ќе седнат, ќе спијат заедно, нели? Ќе најдат решение, ќе создадат политичка волја и мислам дека после изборите тој првото прашање за кое ќе мора да се постигне навистина еден вид на сериозен политички консензус, да се создава и незаконски решенија, иако новиот кривичен законник стои некаде напишен и веројатно ќе треба да се усвои, тоа е многу значајна работа, но преврствена на нова култура на однесување на луѓето и тоа е политичките партии нема оправдување, можат да го направат. Ако не го направат, тоа значи дека провладела волја да останеме во сферата на таа. Во рушветот, да. И тоа е начин да се преживее, да се опстои, но можеме да бидеме поинакви. Знаете, дел од тие правила на игра, не знам дали знаете, скоро некаде читав, се потсетив, се сеќавате на аферата Сименс во Грција, кога имаше на голема афера со подкупи и така натаму. Како таа афера пука во Грција? Така што педантните германци, нели, каде што кога се правени тие скандалозни договори и така натаму, просто кај ни било нормално да има нешто што се вика провизија и бидејќи германците се педантни во принцип, дури кога правеле најголеми зла во историјата, правеле педантни биле, запишувале све. Нели така натаму. И се ги запишале тие работи. Така било и во Треблинка, така и со Сименс. Така и со Сименс, да, тоа е. Така што за жал е така, да, така да општеството ќе создаде клима или нема да создаде. Нема друго решение. Сега посечам еден пример, вие имавте едно од генеричките прашања, не знам дали тоа ви стоеше, дали некој направил нешто, дал некаква идеја за реформа и така натаму во овој контекст. И тука сакам да ја пофалам, да речеме, на градоначалникот Максим Димитриевски по стапката после оној случај во Сопот, не за да говориме за тој случај, туку
нели веднаш Има ли чаре? Веднаш да кажеш? покренување на кривична пријава во контекст на тоа дека тоа земјиште е тамо државно земјиште, не е приватно како што говореа, нели, и дека дивоградба е во прашање и дека треба за тоа некој да одговара. Собственикот не се утврдил, меѓутоа покренува веднаш на против еден лице кривична пријава, кој ќе се открие собственикот. Тој ќе треба да биде процесуиран низ институциите. Така реагира сериозна правна држава и тоа е новата идеја кон која ние треба да се стремиме. Меѓутоа понатаму системот што ќе се случи, но ние да речеме да речеме во Пластичарска улица, нели имаме онаа позната дивоградба за која што 10 пати го гледам градоначалникот на центар, цело време некакви изговори дава зошто тој не е во состојба да преземе ништо. Pa дали е некој друг надлежен, дали претходно имало донесена инспекцијата некаква наредба, но не било реализирана и постојано тоа се рециклира, но никако не видовме процесуирање пред суд. И обид, нели, таа дивоградба, ако е дивоградба, да се струши. Ако треба да се легализира, дајте да видиме дали треба да се легализира. Вие не можете, јас сум... Значи, после враќаме околу правната држава. Да, апсолутно. Меѓутоа, да ви кажам искрено, јас сум сведок, значи на седница на влада, каде што министерот за животна средина, тој господинот, го заборавив името што дојде од Виена, нели, оксфордски ученик што се вели, да зборуваше англиски на влада, не можеше ни албански, ни македонски. Меѓутоа човекот имаше сериозен план во контекст на дивоградбите кои се на Шар планина. Нели таму имаме онаа заштитена зона и така натаму и говореше дека ова е планот и овие дивоградби на Шапка мора да се отстранат. Не може таму да има дивоградби. И веднаш имаше на самата седница реакција од Тие од имале представници на дивоградби. ДУИ, дека ама не можеме сега ние све да уриваме. Човекот реагираше буквално со фрлање на маса на документот што имаше, вика ако вие сакате баш и Бозуки натаму да владее, значи идејата е или ќе почне да владее правото, значи имаме заштитена зона и таму нема градење и заврши приказната. Ако има дивоградби ќе ги струшиме. Ама како ќе ги рушиме? Сакате да има заштитена зона или не сакате? Багер. Значи, во тој контекст, политичката волја, велам, нели, имаме ние поединци. Имаме луѓе во сите партии, значи како што има и во ДУИ, има и во СДСМ, и во ВМРО-ДПМН, луѓе кои што би сакале да се посветат на тоа за правната држава, но тие не се доминантни, затоа што системот е разјаден однатре. И сега, кои се решенијата? Јас сум за тоа дека треба да се направи одредена промена на законите. Затоа што ако вие имате јавен обвинител кој што е избран од 61 пратеник, и волјата на двете владеачки партии ќе ја спроведува, и јавното обвинителство е хиерархиско, и вие знаете како тоа делува. Јас сакам да видам да се охрабриме, да направиме еден систем на избор на јавен обвинител кој што би бил можеби јавен на конкурс, би се избирал како што на крајот на Криста и она антикорупцијска комисија, бидејќи таа гледаме дека нешто работи, се избира во парламент со двотретинско мнозинство и со БДНТер, и луѓето конкурираат, па јавно ги бранат своите ставови што понатаму, односно работата што понатаму ќе ја работат, и да видиме, имаме ние правници врвни во оваа држава и луѓе со интегритет кои што би се нафатиле на таква функција. Зошто не го направиме тој избор? Второ, таму имаме во уставот, нели, неограничен мандат на судиите кои што им дозволува да бидат во ситуација да бидат, да речеме, со одредени политички структури или да бидат корумпирани, ако вие сте доживотно избран. Тоа требаше да биде некаква брана да не може никој да ги менува, но се претвори во нешто сосема друго. Зошто да нема на 5 до 7 години, да речеме, реизбор на судиите? Па тие малку да се тресат, нели, за работата што ја прават. Зошто тој судски совет да биде така составен од врвните политички фигури во Македонија, да речем, не знам, председател да има право тамо да делегира свои луѓе или не знам. Значи тоа се се политички врски и така натаму. Значи ние мора да најдеме начин, ако треба и со американскиот пример да го земеме, избори и така натаму, за овие функции да избереме навистина луѓе кои што ќе се борат за правна држава и ќе го спроведуваат закон. Пак ќе бидат партиски луѓе, според моје мислење. Молам, вие можете да бидете партиски, еве земете Америка да речеме како пример. Вие можете да бидете партиски, идеолошки,
за прашање нели во Врховниот суд на Соединетите Американски држави. Абортус против луѓе, да, абортус контра, меѓутоа тоа се идеолошки прашања, тоа се прашања на моралот, нели на разбирање на идеологијата. Тама нема вистина апсолутна. Јас сметам вака, ти сметаш поинаку. Смртна казна, не смртна казна, дали е на ниво на држава, или на ниво на федерација. Но прашањата за корупција и криминал, па нема да ви прости никој тамо. Нема да ви прости. Сега, она што го гледаме и во Америка, нели, со тие најновите културни војни и по појавата на Доналд Трамп и тамо има таков тип на раздвижувања, но кај нас е многу тоа примордијално. Се работи за класичен криминал кој што вие треба да го процесуирате. Или го процесуирате или не го процесуирате, значи немате волја. Има решение за тоа. Да, секако. Да му дадеме шанса и на Божиновски да каже А од зашто? политиколошка гледна точка. Види, неутрална. а зашо да не се бираат јавни обвинители, на пример, на избори? Да, апсолутно. Кога ќе има непосредно. Тоа ќе ги викаме обвинителот на ДУИ, на СДСМ, на ВМРО. Не. Кога Мислите ќе дека ќе се овозможи такво нешто? Види, Ја не сум сигурен. има локални адвокати, луѓе, има правници, ние имаме три задолжителни изборни циклуса, тоа се локални, председателски и парламентарни. Така. И може да се определи кога ќе бидат тие непоседни избори. Значи, тоа се дополнителни пари трошење, значи кога ќе Истовремено. бидат тие избори истовремено, зашо да не се бира и јавен обвинител таму? Зашо да не се бираат и не знам суди во уставниот суд кој што е највисоката судска инстанца која што се грижи за уставност. Така. Зашо да не се бираат на такви избори? Бидејќи тогаш легитимитетот го црпиш директно од граѓаните. Добро. Знаеш, ова е исто значајно прашање затоа што до сега очигледно е дека сите решенија се сведуваат на партиски полтрони. Значи ние имаме јавни обвинители кои се буквално партиски полтрони. Апсолутно. И тука нема збор. Дури некој од тие јавни обвинители да се обиде од пониските, да се обиде, тука оној јавен обвинител, партиски полтрон, кој што ќе се обиде све за да го замолчи или да го тргне. Зашо да не се бираат тие луѓе на директни избори? Тогаш може некоја партија да застане позади него. Ама друго е кога ќе те изгласаат стотици илјади луѓе, а некоја си партија застанала позади тебе, тогаш нешто многу не должиш на таа партија. А друго е кога директно таа партија ќе те бира и таа партија може да те смени. И кај што твојот легитимитет зависи директно од партијата која што те избрала. Така да можеби за одредени позиции треба да се размисли и тоа. Тогаш знаеш како? Тогаш ќе треба они меѓу себе да се бојат, да каже еве ја уапси волку, ја направи волку, почна. За она Тие што ќе излезат со програма, За она како што ќе се луѓето борат, го па бараат. утре зависат од граѓаните, нели? Ќе излезе со програма. Толку Јас е- сакам вака да спроведам ред. во државата. Толку е лоша ситуацијава што искрено стварно наистина треба да размислуваме и за некои решенија на кои што можеби досега не сме размислували. Бидејќи она check and balances значи дека едната со другата власт ќе се контролира. Кај нас во моментов извршната власт ги контролира другите две власти буквално, и судската и законодавната. Право на реплика Геровски? Нешто ко реплика. Нешто ко реплика, реплика. сакам да контрапункт јас да се ставам добавам. нова. Знаете, кога вела демократијата не е совршен систем, иако не е добриот измислен, нели, систем, но сепак не е совршен. Прашањето е во крајна линија зашто гласаат луѓето. Проблемот на македонската политика е што е апсолутно од политиката е истисната идеологијата и незиниот основен субстрат на политиката. И ние денеска имаме популизам, имаме дури еден индуциран популизам. Значи, едно е популизам што политичарите мислат дека му се допаѓа на народот да го слушат, да се каже, друго е што политичарите почнуваат да слушаат што народот бара од нив да слуша. И се знаете, ако изборот од едни на други, на трети избори, евентуално на четврти, например, за обвинители, за шерифи, за правосудни тела, имате избор во Америка, шериф се бира на избори, стара приказна. Но ако се сведе на избор меѓу програми, платформи кај нас накарадно наречени со некои
имиња, тоа се списоци на желби, толку километри патишта, толку ова, толку она и така натаму. Ако се сведе на тоа, и ако дојдеме у ситуација да објективно не се случува тоа, ќе дојдеме до една опасна ситуација да народот падне во една комплетна апатија, да просто помисли дека ништо веќе не функционира. Не може да се смени. И тоа се случи во Грција, се сеќавате? Во Грција после толку избори, после толку збогатување на политичкиот песаж, имавме 2-3 ултралеви, 2-3 ултрадесни партии, кога луѓето гласа и прегласи лево, десно, сватија дека ништо нема, се случува оние драматични, ако сеќавате, анархични судри на улиците, кога власта, јас сум сведок, разговарав тога со амбасадорката грчка во тука и викаме, што правите вие, разговарате ли, што бараат луѓето? Па тоа е проблемот, вика, не можеме најаме кој ги раководи и што бараат, бејќи луѓето не бараат ништо друго освен да кршат, да растураат и да прават лом, буквално. Се плашам дека општеството во кое отсуствува реална политичка волја и за некакви квалитетни системски решенија и со идеолошка боја, лева, десна, како сакате, наречете ја социјалдемократска, либерална и така натаму, ќе дојде во ситуација да во еден момент викаме, ништо не функционира. Ние нема што да избереме више луѓе. Погледнете, ние сме веќе дезелитизирано општество. Политиката, оваа политичка елита, испоредете ја со елитата пред 30 на години. Е неспоредливо. Па зашто е неспоредливо? Луѓето се денеска попаметни, поспособни, пообразовани колку по 30 години. Образованието ни Имаат поубави автомобили, шетани се повеќе, виделе повеќе. Зашто избираме све поглупави, отколку да избереме попаметни? Зашто? Демократијата назадува. Тоа е изборот. Дали имате нешто да вратите на оваа реплика? Се разбира. Реплика. Добро, не. Контра реплика сега. Само да пократки вие репликите. Видете, кога ќе се удриме на крај од зид и веќе нема каде да одиме, јас затоа велам, можеби некојаш треба да се оди на решенија кои што се да ги кажеме драматични, затоа што избор на јавен обвинител е драматично решение, се разбира. Но можеби на тој начин ќе се стекне со повеќе легитимитет. Ние сме свесни дека оној розов облак кој што го наслика Заев и Ковачев или розев балон, па сега она што кажат Пукна балонот сега. Символично, тој е пукнал одамна, него сега символично го изриша, создаде реална апатија кај дел од македонското население, кое што соочено со оние тотално нереални очекувања, на крај не само што не ги добија, туку многу се влоши од она стартна позиција Македонија кај што беше кога дојдоа 2017, кај е сега. Едноставно луѓето влегуваат во апатија. И сега ако не се предвидат некои решенија кои што можеби ќе бидат поинвентивни за да осигураат некаков напредок, да, можно е да се случи ако следната власт што ќе дојде е исто така разочарувачка како оваа сега што е, или барем слично, не знам дали некој може поразочарувачки да биде, но барем слично може да се соочиме со целосна апатија на населението. И кога ти ќе бидеш соочен со неизбор, бидејќи тогаш немаш избор, тогаш соочен со неизбор, едноставно нема за кого да гласаш. Тогаш да, едното е дека ќе може да се случат и такви анархизми, но она што ја повеќе се плашам, бидејќи клупи да се искашат се прават нови, дека и така она масовен екзодус што сега се случува од надвор од Македонија, само ќе се удвои, ќе се утри. Ја затоа велам дека можеби не е лошо политичките елити, сите оние би рекол што се на некој начин насочени кон таа политичка јавност, да ја крстиме, кај што влегуваат тука новинари, професионални тичери, како сакате, да видиме со некои инвентивни решенија како може да се подобри. Ние јас пак ќе кажам, ние имаме одлични закони, нема кој да ги спроведува. И тоа е најголемиот проблем. Мизрахи рече дека имаме 7.000 закони. Ама тоа е најголемиот проблем. Секогаш е тоа најголем проблем. Ова со дивоградбата што беше споменато, не дека не сакаше градоначалникот во центар да ја урне. Му беше ускратена помошта затоа што тоа е интервенција која што е со ризик. Системот, државниот систем. Која што е со ризик. Му беше ветена помош и му беше ускратена, односно повлечена таа помош
Така или Од полиција му беше со други Не, така е договорено. со да му други биде работи да скратено. кажем. Не, со други работи, со други зборови го наместија човекот и тоа не го види. Ако сакаш вака да биде. Да, ама Добро, што- Само Брутално една искрен. реченица. само Брутално една реченица. искрен. Ајде, контра. Сака да не е контрреплика, само сака да ја довршам тезата предупред, значи. Ако земете во рака за алат чекан, нели? Како Пендаровски што зема пред некој ден чекан по чарчија таму удира, нешто не се Тоа е решава. друга категорија на гаф. Да. Сам за себе. Кога ќе земете чекан во рака, проблемот ви изгледа како шајка. Аха. Значи, onda sve se rešava со удар. Удраш на шајка. Ама ние реално проблемите не се баш шајка, малку се комплицирани, покомплицирани. Мора да има субстрат политиката. Мора да има идеи, мора да има квалитетни решенија. Не може само на ура, не може ние сме боли, вие сте вакви такви, мора да го има тоа. Кога комаресот ќе слета на тестиси, тогаш сите сакаме да најдеме некое мирно решение, не насилно Да. решение. Не, ама Мизраки, извинете, само Да. Мизраки, вие сакавте нешто да Па додадете? да, јас би сакала да напоменам дека барем за мојата генерација сметам дека се затвори кругот на луѓе од мојата генерација кои што сметаат дека политиката е наука, онака како што треба да биде. Таа треба да биде наука, таа не треба да биде празна реторика. 1+1 е секогаш 2, може да модулирате да изгледа како 2,2, ама никогаш не може да биде 5 или 6. 2017 година со многу убава реторика дојде господинот Зоран Заев, да ја владее оваа држава и велеше рестартирам. Да, ама треба да го знаеш и технолошкиот процес за рестартирање, да го обмислиш кој човек како кадровско решение, каде го влечеш, кој конец во кој момент, инаку во спротивно, тоа рестартирам, на крајот излезе дека ја урнавме куќата, без да имаме градежна дозвола, без да имаме материјал спремно, без да имаме инженери околу нас и сега градиме што? Сега спиеме во шума. Затоа што ја урнавме куќата. Што се однесува до изборот на кадрите, меритократијата ја немаме никаде и тоа е можеби и суштинскиот проблем на оваа држава, бидејќи се наруши целокупната доверба на интелектуалната сила на оваа држава. Во неколку наврати се наруши довербата на интелектуалната сила кон државата. И сега бараме од интелектот да настапи, да кажеме, на некој медиум со некој што е избран како политички терорист, со вокабулар кој што не личи на ништо, с интелектуалата да се повлече и да не настапува. Така и во собранието. Изборот на кадри, па дури и за уставни судии, е буквално црвено-жолто-зелено. Стисни некој копче. Кој како си замислува. Слушаме реторики од типот на избор на судии заради тоа што знаеле интернет. Замислувам дека тоа Апсолутно партиски кадри. Значи јас кога ќе чујам дека некој го бираме за судија заради тоа што имал положено правосуден испит и знаел интернет, имал познавање од интернет и мнозинството дига два прста на тоа е стварно небулозно. Имавме за да избор на напише уставен судија биографија. заради тоа што напишала Затоа реков господјата не 5 избориш. закони во 5 различни министерства. А од друга страна, апропо немањето закони, имаме и закон за национална рамка на квалификации, што од 2016 година се знае како се класифицираат кадрите, се знае дека не може општи лекар да ви стане кардиохирург, зошто? Па немам друг, нека сече и срце. На што личи тоа? Нека на што личи тоа? Буквално баш и бозук. Интелектуалата се повлекува и влегува во апатија, сметајќи дека треба да се преформулира во да кажеме нова титула, нешто IT сектор и напуштија државата, бегај да бегаме. Заради тоа што не се пронаоѓа во она кое што е пропишано законски како квалификација за одредено работно место. Ние сега, после 30 години, да кажеме независност, ако видите само една епизода на Бушава азбука, е со 6 потписи на доктори на науки за тоа како ќе изгледа емисијата и дали децата ќе ја научат буквата А на крај. Сега никој не се потпишува, тој кадар е политички, партиски кадар никаков. Апсолутно никаков и на крајот целта е само една, да се избега од одговорност. Нема независна и суверена без одговорност. Жалам, нема, невозможно. Некој мора да потпише и некој мора на крајот да каже јас сум одговорен за ова. Да, вистинските кадри се во сите партии, сметам дека има чесни и квалитетни луѓе во сите партии, меѓутоа тоа не може да се надмине се додека мнозинството, односно извршната власт е глава на се. Ние минатата недела слушнавме од мнозинството во одбрана на Јовевски. Одбрана, како да требаше некој да го брани јавниот обвинител од опозицијата, дека тоа е судска власт. Правници, пратеници. Јавниот обвинител не е судска власт, побогу, јас сум биохемичар.
Срамота е јас това да го знам правник, тоа да не го знам. Елементарни работи не го знам. Елементарни работи. И Или дека не сака истиот да го знае. одговара пред собранието и пред јавноста. Сакам да една работа овде во контекст на оно што го спомна Рашела за меритократијата. Ние имавме неколку епизоди во тие коалициони разговори со СДСМ, каде што едно од нашите барања и како политичка партија беше дека треба да престанат веќе тие именувања директори и заменици и не само тоа, туку и прием на масовно членство, да речеме, не знам, 100 луѓе се примаат во царина и сега вам ви се јавува генералниот секретар на СДСМ. Тоа е стара работа. Тоа. Не, добро, без оглед. И ви вели, дајте од вашата партија кандидати. На крај, од 100 луѓе примени од царина, имате 60 СДСМ, 40 ДУИ. И тоа е завршена приказна. Тоа го имав Дури и ни малите претходно партии и ништо не добиваат. Слушавме И сега- Никола Груевски не, како меѓутоа сакам да нарачува. вика, не, апсолутно, јас не велам дека и претходните власти не се случувало. Меѓутоа ние се обидовме на една од тие средби да кажеме дека значи онака не седна буквално коалиционо, кои се вашите барања. Демек, што не е остварено од вашите барања? Сака, нели, баравте директор тамо, овде заменик, тамо, не знам, советник. И ние тогаш рековме, не, во моментов ги повлекуваме сите барања и би сакале сите овие места што се слободни да ги ставите слободно на конкурс. Што не значи дека не можат и партиски кадри да конкурираат. Ставете ги и партиските кадри на конкурс. И знаете кој одговор го имате? Што да ми влезат ВМРО-вци сега на директорски позиции? А зошто да не ти влезат ВМРО-вци ако има кадар меѓу ВМРО кој што е добар кадар? Што е спорно? Значи ти бираш кадар за одредена позиција кој што е директор, треба да води некакво јавно предпријатие или државна институција, установа и така натаму. Ке бираш она што располагаш, на вистина ке бираш според некакво CV што има. Ама и тоа да го оставиме за подосна сега да задоволиме некои апетити партиски. За кога подосно е? Кој ќе влеземе во Европска унија во 30-та година. Да. Фактички Концепт на рововска војна. значи ќе мора политичките партии да се откажат од тоа. На крајот на краиштата вие имате меѓународна управа на Косово и на Косово освен овие политички советнички места што се кај премиери, министри и така натаму, немате пополнување на сите места во државната администрација директно со партиски кадар, да се знае тамо иде не знам ветовен досие, вамо иде не знам другата партија. Не. Туку и кај нас имате формални конкурси на распрошување, меѓутоа тие се чисто формалност. Таму има процедури. Сега веројатно на Косово поради таа западна администрација, нели што влезе фактички запад во контекст на правењето на нивната држава, па имаат некои од решенијата се подобри. Во судството, да речеме, бидејќи немаат ни независно сопствено судство, нели сепак им е тоа менаџирано со помош на Европската унија. Еулекс е тамо во полициските единици и така натаму. Меѓутоа, тоа влијание сигурно придонело во едно Косово да има повисоко ниво на меритократија, што е скандалозно. Значи, за една држава која што е нова, ние Македонија, нели, се развива 30 години, можеби имавме систем социјализам кој што беше идеолошки и така натаму, но беше многу повеќе по-професионален и по-цивилизацијски од денес. Многу по-меритократски. Јас знам по нашата професија, Геровски знае, Нова Македонија била НИП Нова Македонија, не можел да се вработи секој како новинар. Морало да има некакви стандарди. И така било во сите професии. Ако исцрпивме ова, тогаш немаме ние премногу време да одиме сега со она што се случи на почетокот на неделата во село Сопот, Кумановско. Прв слушнав дека постои такво име, такво село во Македонија. И тоа е често име тоа Сопот, јас сум слушнал уште на па 2-3. Да, но не знам дека има во Кумановско. Инаку во Сопот беше познатиот настан со таа мина на времето на припадници на странска мисија. Пољаци ли беа што беа кои што загинаа во некаков напад Кумановски. Значи на исто место е. Значи треба дека и туку уште еден музеј да се направи. Па добро, ако дојдат. Добро, значи наводно веројатно е точно дека таму се загинати некои албанци во 1944 година и се користи тоа да се изгради некаков приватен музеј, некаков нелегален музеј, нешто што еве да знаваме сега било изградено на државно земјиште без дозвола и без ништо, а таму внатре доминира
една иконографија на УЧК, нешто што нема врска со 1944 година со Втора светска војна, туку има врска со нели оние настани на Косово во 98-та и 9-та и 2001-та во војната во Македонија или војниот конфликт, како некој го нарекува. И ако предходно рековме дека пораката и на Али Ахмет и неговиот говор и на отварањето на тој музеј е предизборна, добро, во ред, сега јас да прашам какви се последиците. Дали мислите дека последиците ќе бидат само до изборите или ќе остават нешто, некаква покрупна работа која што можеби потоа ќе направи некој уште поголем проблем. Еве со вас решила да почнеме. Видете, не можам да бидам сигурна. Од една страна изгледа како крикови на очај. Да, крикови на очај на Дуј, дефинитивно, кој што се обидува да го мобилизира својот електорат со таа рововска војна на ние спроти нив, ние владееме, они се слугите или они се против нас и така натаму. За политичар кој што е толку години на политичката сцена и лидер на партија и е во владата на 20 години веќе, сметам дека поедноставната карта се влече на овој начин, бидејќи другата особина по која што треба Дуј да одговара е што се случува со енергетиката, што се случува со економијата. Ист леп јадеме, исти се цените за леп. На колку табли, на колку јазици сакате да пишеме, исто ни болуваат децата на детска клиника. Што и да направиме, делиме на иста територија ист живот. И сега тешките прашања од типот на економија, труди, социјала, здравство или немањето на правна држава не афектираат сите граѓани на ист начин. И ова е навистина дегутантно да мобилизираш електорат на политички фолклор, кој што е балкански политички фолклор, па дури и со транспонирање на реторика од некоја друга територија, да кажеме Косово, кон Македонија. Не знам дали е тоа само единствената пруга по која што се влече оваа политичка реторика, може да има и друга, како што напоменав и на почетокот, на подготовка на одредено сценарио, како редовните парламентарни избори не би биле ни редовни, може и тоа да биде политичка игра. Не би знаела да кажам. Се во дека би можела да биде политичка игра поврзана со апсолутно, нешто што не е демократско на изборите. Очајно е веќе колку се обидува власта да држи, додека може да држи па и подолго од рокот за изборите, заради тоа што било кој политички лидер со малку политички сенс ке увидеше, барем од поука од минатото, да кажеме од грешките на ВМРО, дека треба да се оди на избори во оној момент кога гледате дека луѓето по улица веќе тоа. Ама зошто би останале? Што чекаат? Што ќе им се случи ако останат поише? Па видете, може да бидат многу различни работи, може да бидат и нови договори кои што ќе влечат милионски суми, други измени на кривичен законник дополнително да се случат. Не, има нешто друго. Вие кој сте очајник, нели? Вие очекувате дека нешто ќе се случи, дека ќе падне комета, дека ќе дојдат вонземјани. Ќе има земјотрес, па нема да има писмена. Нема да има писмена. Као дете јас. Да. Така што вие сте очајник на смртна политичка постава. Сега зборувам за СДСМ повеќе, иако кај Дуј има една димензија, ако се сеќате по посетата на Албин Курти во Чаири, во другите населени места околу во Тетовско и во Тетово, меѓу албанците во Македонија, се бидејќи Албин Курти е една политичка фигура која што е многу почитувана во албанските простори. Сега не зборам посебно во Македонија и на Косово. И кај албанците и во Македонија гледаат во Али Ахмети веќе не гледаат фигура, гледаат прво разобличене во контекст на корупцијата и сите оние скандали и афери што се околу неговото семејство. Али Ахмети стана, неговото семејство стана милионери. Се внуци така натаму. Па дури се шегуваше еден од овие луцкастите албански аналитичари кои вика ти не ја направи голема Албанија, туку голема Соравија. Имаше таква шега. Или кога беше клошар ја сонуваше Албанија, сега сонуваш Соравија, да. Значи поентата е во тоа дека Дуј има сериозен политички страв, особено по најавата дека е дури можно самоопределување да направи своја политичка партија во Македонија.
И во ДУИ се констернирани поради тоа, затоа што знаат дека тоа би било дополнителен импулс за оваа инаку опозицијска коалиција на 3 албански партии кои што ќе му земат добар дел од колачот, особено што Изет Меджити нели му направи партиска поделба, партиски пуч. И сега дополнително ако се вмеша во приказната и ВТВ досие, кој што е едно движење, гледаме на кој начин доста тврдо игра Албин Курти по сите овие регионални прашања и со Косово, нели и за Косово со Србија и така натаму. И тоа е поддржано кај овие структури албански. И сега Али Ахмети нормално е според мене да повторно да каже дека јас сум дел од воената она. Јас сум тој војникот. Јас сум нели моите луѓе лееа крв Од за ова радикално приказна. порадикално. И јас сум тој што е должен да каже, меѓутоа приказната ја врти кон тоа дека албанците станаа господари на Македонија. Значи, мене повеќе од било какви сценарии, иако не ги исклучувам, се разбира, во таа очајничка приказна има и таков тип на намери. Ајде да ги одложиме изборите. Меѓутоа повеќе ме загрижува токму таа тенденција на доминација и триумфализам кај политичките елити на албанците, особено кај ДУИ е тоа забележано. И тие реално нели порано ги обвинуваат другите наводно некаква средба на македонски олигарси кои што сакале да ја заштитат македонската економија, да не ја купуваат албанци. Сега они самите кажуваат дека ние сме господари, дека тие реално сакаат да станат господари, да ги купат сите ресурси, нели, на оние главните ресурси на економски ресурси на Македонија и да ја диктираат политиката, за ние утре да бидеме слуги. Јас се плашам дека бидејќи приказната со некакво мнозинство албанско е завршена. Зашто албанците се иселуваат многу повеќе од Македонија отколку што се иселуваат и македонците, односно делат иста судбина, да не се шегуваме. Но овие криминализирани политички елити на албанците, преку денес гледаме лотарија, гледаме разен тип на, значи пред очи ни се одвива тој криминал. Тоа е за мене Со европско знаменце. Со европско знаменце. Ако порано слушавме бомби да чуеме и да видиме дали некој добил некаков процент, денеска го криминалот го гледаме, буквално се одвива пред нашите очи како филм, не мора ни прислушувани разговори, ни ништо. И за тоа ни велат, немојте, затворете ги очите, не гледате, затоа што елитата сакаат да станат господари на Македонија. Тоа е приказната. И они на крајот тоа ви го печатираат и викаат да, ние сме господари на Македонија. Тоа ми е страшно. Геровски, сакавте вие прво. Ајде Божиновски. Во овој контекст само нема да бидам долг. Види, ако гледаш така, ти можеш да ги пратиш изборите во Македонија изминативе 20 години според одредени споменици што се поставуваат пред изборите. Значи, така да така да не Споменична демократија. Демократија. Добро за наслов да спомнам. Не е нешто ново, а во однос на тие превирања што постојат кај етничките албански партии во тој блок, знаете како, ДУИ многу умешно ја користеше поларизираноста кај ВМРО и СДСМ, но повеќе блискоста, односно изедначеноста на претходните два изборни циклуси. Ја затоа и веднаш по изборите 2016 и 2020 реков, овој изборен резултат во Македонија, доколку сакаме да имаме некаков напредок, предвидува создавање на голема широка коалиција, барем од година до 2. Има големи нерешени прашања, можеби заедно ќе може да се направи. Нити 2016 ВМРО ДПМН тоа го сакаше, нити 2020 СДСМ тоа го сакаше, дуи тоа го користеше. Сега имаме ситуација каде што кај неалбанскиот блок, јас набрано велам, не велам македонски блок, бидејќи имате етнички албански блок и сите останати. Значи не се само тука за ВМРО и за СДСМ не гласаат само македонци. Гласаат сите што не се албанци генерално. Имате и роми, дали директно, дали преку тие мали етнички партии, не. Да, има и ВМРО. Не. Ја велам нели македонски албански партии. Не, имаш етнички албански партии не затоа што сите албанци гласаат за нив, туку затоа што генерално 100% само албанци гласаат за нив. За овие другите се не албански, затоа што гласаат сите останати. Граѓански се така.
За Па се пограѓански. Се граѓански. Се, Ја секако. затоа реков, најголемиот проблем е ваму што Вие се не, етнички. не излегува од волшебниот круг, од таа спирала на етничка партија. Спиралата на етничка партија има крај. Спиралата на граѓанска партија нема крај. Таа се проширува преку воведување на нови ветувања, како ќе се развива општеството. Етничката запира. И сега ти кога ќе ги добиеш тие етнички права, веќе немаш каде да се движиш и меѓу другото и затоа се овие застранувања. Значи од Шипковица до Сопот. Затоа се Нема тие, каде. затоа се тие застранувања. Иако ја пак ќе кажам, знаеш, многу е лесно да го уплашиш оној од кој што можеш да земеш. Ама многу е тешко да го уплашиш оној кој што нема веќе што да ти даде. Во овие 7 години, за жал, особено, еве да кажам, етничките македонци веќе немаат што да дадат. Све им е земено. Све им е земено од аспект на гордост, на историја, на какво и да е национален, би рекол, национална, не е тоа кауза, туку е повеќе како идеја за државност, која што се базира на македонската историја, на македонската химна, на македонскиот јазик, на македонските херои. Заев и после Ковачевски со таа врхушка на СДСМ. Намерно не велам СДСМ, него врхушка на СДСМ, затоа што знам многу луѓе од СДСМ кои што го мислат она што го мислам ја, а не она што го прават нивни. Значи таа врхушка на СДСМ полека почна да одзема едно по друго. И за во последнава година денот кога е јасно дека ќе се распадне тоа све, да влезат у директна плячка. И се слагам, ја пред нашите очи се одвива плячка, ние секој ден имаме афери кои што не ти ни треба некој со, не знам, Не со треба истражувачко Истражувачко новинарство. новинарство да ти ги открие. со графикон или поврзување да ти каже кој од каде што земал, него тоа се одвива пред твоите очи. И сега во таква ситуација, да се вратам назад, се појавува проблемот. Очигледно дека разликата меѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ ќе биде огромна на следните избори. Така да дури да победи нема да може да биде како да го кажеме штрафче во машината кој што недостасува. Бидејќи дуи беше клучна за формирање на власта и во 2017 и во 2020. Да. Сега веќе со разлика која што според истражувањата е веќе над 20 пратеника, има можност за сосема поинакви договори, преговори и она што се нарекува политички инженери, да кажеме, за да се формира одредена влада. Особено што сега дуи има проблем со ВМРО ДПМН затоа што тој мајски договор кој што они го наметна како некакво правило, да кажеме, Не важи. беше прекршено од нивна страна и веќе не важи. Значи сега не мора ВМРО да помене да го... Да. И мислам дека тука е најголемиот проблем и затоа сега е борбата, ако доколку е возможно, дуи не само да ги победи тој обединет блок. Сега си доби име, мислам, од вчера, ако не се лажам. Европски фронт за Да, нешто. не, Така секојаш имаме нешто европско, али Да. добро. Не само да победи туку мора да има многу сериозна предност, затоа што според она што го гледаме сигналите од ВМРО ДПМН, они навистина треба да бидат приморани, па дури ни тогаш за да прифатат коалиција коалиција. Мислам дека ВМРО ДПМН ќе биде порасположено ако треба и на нови избори да се иде, колку да прави коалиција. Според она што го гледам сега. Барем јас. Ќе видиме понатаму. Имало Така да, секакви- сакам да ви кажам, ако коцките на претходните 2 изборни циклуси за ДУИ беа извонредни, им се наместија, сега едноставно, најверојатно на избори ќе одат против нив, оние мора да се осигураат дека ќе бидат не само убедливи, туку и апсолутни победници кај етничките албанци, што ќе биде сериозно тешко со оглед на ова што го гледаме. Нели, политиката е наука на возможното, освен во Македонија, тука 300 чуда си има работи Тоа кои не се плаши чинат невозможно. Ајде, Владимир, Геровски. проектната задача што ти сега ја поставува, значи Да. да се разбереме, за да ја сватиме динамиката на она што се случува сега, мораме да се ставиме и во чевлите на потенцијалниот губитник на изборите или потенцијалната губитничка коалиција на изборите, СДСМ и ДУИ. О, тоа е дефинитивно веќе, ја мислам.
Нема што тука ние сега се прашуваме дали ќе изгубат сигурно, а сега да видиме што велите вие, како тие би изреагирале. Ти како во едно интервју го прашуваат Јокич вика што очекувате од вашите противници во некој NBA надпред татом? Па вика очекувам да се предадат ако можат, нели? Овие нема се предадат, тоа е поентата. Апсолутно, Значи зашто они се сега предадат? прават план. Значи мора секој да има план. Еден од тие плановите беше како да се минимизира резултатот на ВМРО ДПМН и тоа беше тој, ја го нарекувам глупав план, и навистина е тежок, глупав, неостварив, но е план. Нели, да се врати некако Груевски од Будимпешта, да оде Македонија, да формира фракција, да одземе дел од членството, овие да паднат и све да се деси тоа за 3 месеци, по можност, тоа Тоа е како на Болдрик во Црна Гуја кој вика имам лукав план, така али е план. Да. Нели, Али е вториот план е ова што вели како сега да се максимизира максимум резултатот на ДУИ, затоа што другата опција да не може ВМРО да направи влада или да мора евентуално да влета во некаква сложена, комплицирана влада и така натаму е СДСМ и проектна задача. Сите албанци заедно, предводени под услов ДУИ да биде апсолутен, доминантен, неверојатен, спектакуларен Лидер. победник на изборите и тоа што ќе прават овие мали албански партии, тие пајтон ќе се закатлат таму и сите заедно козарачко коло и ќе правиме коалиција. Исто неостварлив план, али Прилично али неостварлив. али план. Али е план. Е сега во име на овие планови имаш и оној план. Некако ќе направиме уставни промени, ќе влезат бугарите, некако тоа ќе го прикажеме како драматичен успех на оваа политика и некако тоа ќе ни донесе, јас мислам дека тоа само ќе им донесе, не дај Боже, ќе им Уште донесе помалку гласови. Уште помалку гласови, но тие не мислат така. Мисля дека ќе им донесе кој знае што. И тоа беше план. Е сега во контекст на сите овие планови постојат реални потези што може да се влечат и што може да се прават и тука наоѓам не се тие планови контрадикторно на што го велешала. Добро е да се купи време. Се создава нервоза, се создава предизборна апатија. Или како што се вели, рече Димитровски, ајде да има пробаме земјотрес. уште еднаш да влеземе Нешто ќе се случи. виткање рација изборна. Замислите, не е поентата ако се прифатат уставните промени, вакви какви што се предложени, не е поентата колку ќе добие СДСМ. Поентата колку ќе изгуби ВМРО да помне. Така е. А ќе изгуби многу. Многу, драматично Да, многу. да. Значи, вреди човек да се помачи, да се направи една драма, да се одложи, па пак да дојдат некои кршачи на раце, нели и така натаму, местачи. А и вреди уште некој ден да ти вика директоре, министре, па И вчера тоа вреди. во Може Зумбала само да И кажа. тоа, и тука постои сериозна опасност по процесот. Ајде решено. Ако може само да се надоврсам, значи јас сметам дека една нормална држава треба да има социјалдемократски сојуз. Треба да има нормален и стабилен социјалдемократски сојуз. Ова сега за мене лично не личи на ни најмалку на социјалдемократија. Самиот факт што работничката класа ја изгубија како електорат, па дури гласаа закон Бехтел и Енка, кој што се играа со работните сати на работниците и работничките права, укажува на фактот дека својот модул на електорат социјалдемократскиот сојуз сериозно го губи. Сметам дека ни најмалку рационално и логично не планира за себе, можеби ДУИ планира, меѓутоа не СДСМ. Зошто? Заради тоа што сите потези кои што ги гледам се потези кои што евентуално би биле олабавување на тензијата кон одредени политички фигури во Социјалдемократскиот сојуз на цена на тонење на партијата Социјалдемократски сојуз на Македонија. Дури до степен каде што се гледа жртвување на одредени структури во рамки на партијата за личен бенефит на одредени фигури и играчи, али дефинитивно во насока на тонење на партијата како структура. И тоа е застрашувачки за еднината на државата. Благодарам. Дали има некој уште нешто да додаде на оваа тема? Додиме со на крај со последното прашање. Може ли? Рековме за онкологија ќе прашам, бидејќи тоа е темата која вас окупира. До каде е работата на анкетната комисија? Дали само една или две медицински сестри се виновни за оној огромен скандал што се случи на клиниката за онкологија во Скопје? Видете, мене ми е многу жал што во 30 години колку што слушаме транзиција,
транзиција може да настане и преку ноќ. Самиот подпис на матично од кога влегувате во брачна вода е транзиција и настанува преку ноќ. Таа транзиција од 30 години во вредносниот систем на државата, во вредносниот систем на индивидуата не е баш транзиција кон западни европски вредности, туку назадување. Особено поради тоа што одговорност нема, па и доверба нема. А доверба не може да наредите на народ, не може да наредите ни на поединец. Доверба или има или нема, се создава или се губи, ама не можете да ја наредите. Во овие неколку години слушнавме за како е кабелот крив за се, како Беса Трански има предистрага 3 години, па може уште 5 години, па ќе застари делото. Возат тие без проблем. Да, без никаков И пајакот. Да. Пошто све со пајакот почна. Да. Све со пајакот почна. И константно се бутка приказната на сестрата, трите ампули, орманот во подрумот и така натаму, особено преку одредени медиуми, Орманот што е крив. за загрижување. Океј, тоа е реалноста на Македонија, меѓутоа она што анкетната комисија сега го направи е разгледување на целокупниот случај, со тоа што сликуваше сведоци, меѓутоа се разгледуваше и документација. Мене ми е многу жал што одредени аналитичари сметаат дека тоа е навлегување во функционирањето на обвинителството, ни најмалку не е тоа целта, особено кога се разгледува документација која што е официјална, архивска граѓа, тоа не сам си каков документ. Меѓутоа е неизбежно така да биде поради тоа што нас не е потребна хронологија на настани. Она што се гледа како хронологија на настаните, се да видам многу едноставно, на многу медиуми се спорува оваа тема, е целосна суспензија на контролните механизми. Што сакам да кажам? Сакам да кажам дека во оваа држава постојат закони. Во тој закон се пропишува патеката, за што одговара директор, за што одговара министер, за што одговара директор на ФЗМ, за што одговара директор на Малмет, како функционери во влада или политички функционери од прва и втора линија. Кога ќе видите дека сите тие функционери го блокирале законот, го суспендирале законот и терале здравствен башибозук како здравствена политика, тоа е тенденциозно создавање на услови за хаварија, особено допирајќи клиника во која што да не се лажеме, тежината на болеста е таква што е и осетлива и самата тема. Да се играте со терминални случаи, да се играте со пациенти кои што се во тешката категорија на пациенти е повеќе од морбидно. Сметам дека анкетната си обавува солидно својата функција и во овој разговор се надзираат и мињата на оние луѓе за кои што станува збор. И сакала да напоменам дека сите бели мантили не може да бидат обележани, меѓутоа се дека јавното обвинителство ја тегне работата, ја растегнува работата, ќе бидат обележани. Од сите нас како човечки битија нормално е да не афектира. Хипократовата заклетва е многу битна да не стане пазарна заклетва, ама во моментот кога некој ќе биде назначен за директор на институција, законот станува негова Хипократова заклетва. Надзорот над одреден систем го има министерот и само министерот и не може на земјоделие, министерот за здравство. И се знае кој е министерот за здравство во тој интервал. Се знае точно зашто е настаната суспензија на механизмите за контрола на набавките, зошто се правени тендери во вредности 4 пати поголеми од буџетот на клиниката, зошто никој не увидел дека се надминуваат и рокови па се набавуваат реверси во вредност од 20 милиони евра, зошто ФЗМ никогаш не е направил инспекцијски надзор, зошто Малмет не знае што се случува со веледрогериите, зошто јавното обвинителство е се уште во предистрага. Е повеќе од јавна тајна. Анкетната ќе си ја заврши својата работа. И јас сметам дека досега како што работиме, пратениците од сите пратенички групи се и повеќе свесни за тежината на заклучоците, да кажеме, на анкетната и сами пред себе стоиме да не бидеме од оние со едно око замижани, без разлика од која партија сме, и на крајот своите заклучоци да ги доставиме до обвинителството. Барем толку должиме во еден мандат за нашите граѓани. Денеска прочитав една вест дека почнала инсталацијата на акселераторот во на онкологија кој бил купен пред 7 години. Да. Тоа е фантастично. Тоа е тој момент на ќе рестартирам државата, ама технички, технолошки не сум размислил што ќе правам, ама блокирај се што е ВМРО-вско. Полна уста реторика, како на пример демократија. Многу млади политичари го користат, нели? Демократија, ама не им станува јасно дека демократија е ред, не е анархија. Ред за сите подеднакво.
полна уста рестартирање на систем во здравство, бесплатно здравство, ова ќе биде, она ќе биде, акцелератор набавен не можеле да го инсталираат. Зошто? Заради тоа што е потребно да се има и добри кадровски решенија и да се знае точно во која насока се движи одреден систем. Инаку, ние сме сведоци, на жал, на системски башибозук, кој што јас барем лично за мене, не како пратеник на ВМРО ДПМН, ќе речам дека ми украде 7 години од животот, во кој што требаше да уживам во еден стабилен систем, па макар и да е сиромашен. Ако може, Ајде, да, прашање, што ме акцелератор да се поправи. Да, најмногу што ме погаѓа од оваа приказна, затоа што јас имав една семејна сторија, лично мојата сестра почина на онкологија токму во тој период, 2019-2020. Тогаш се лекуваше и јас дури бидејќи беше еден од типичните случаи, па бев контактиран од органите на прогонот да дадам и соодветна изјава, но тоа е приватна работа, не би сакал за тоа да говорам. Она што најмногу ме погоди во приказната е, Геровски можеби ќе се сети во 90-тите години во бивша Југославија имаше една афера Меденица, на доктор Меденица од Србија, кој ги исцеди парите од фондот на одредена поголема општина во Србија за да лекува пациенти. Тој доктор Меденица фактички лекува на швајцарска клиника со современи методи за болниот рак. Меѓутоа, имаше на вистина многу случаи, десетици, стотици случаи кои што беа спасени. И тие сведочеа дека тој доктор ги излекувал, меѓутоа аферата беше толку голема затоа што многу пари од фондот се одлееа на странски сметки во суштина. И сега се постави прашањето дали е нормално да се трошат толку пари за да се лекуваат луѓе во странство кога се истоштуваат из фондовите и така натаму. Меѓутоа, прашањето беше доктор Меденица буквално се одбрани затоа што во прашање беа хуманистички побуди на крајот на криштата. Ги лекувате луѓето и многу од тие се излекувани со нови современи методи. Овде се дехуманистички. Сега, овде мене тоа што ме погаѓа во Македонија е како некој на грбот на пациентите. Јас додека мојата сестра се лекуваше, истите приказни ги слушав. Како терапијата оди се продава на пациенти на Косово. Дека кој ќе дојде тамо, кој може да се плати и така натаму. 4300-4500 евра чини, не знам, одредена биотерапија и така. Значи јас ги слушав тие приказни. Не можам да кажам директно, јас кажав она што имав да кажам во обвинителството, значи не можам никого да посочам со прст и така натаму, но таа атмосфера владееше таму, пациентите тоа го знаеа. Можете да замислите пациенти кои се буквално се некои во терминална фаза на смртна постела и знаат дека нивната помош што требало да ја добијат, можеби завршила на друго место. Можеби добиле нешто друго, а не добиле тоа што. Или нецелосна доза. Нецелосна и така натаму. Да, и сега тие луѓе значи за што говориме ние? Ако во онаа претходна афера за која што зборував се мислело на таа хумана димензија, па не вреди колку пари треба ќе потрошиме да му помогнеме на човекот, овде му ги одземаме средствата и лековите со кои што тој. Јас не велам дека сите пациенти ќе се излекуваат, нели, имаме терминални фази кога не е можно од таа болест да се излекува човек, но надежта не смее да ви ја уништат. Ние со однесувањето, каков монструм треба да сте навистина, со таков тип на однесување да им ја уништите надежта на семејствата и фамилиите кои се лекуваат од оваа тешко излечива болест. Ќе дозволите само Да, секако. Во текот на студирањето на медицина, значи тргате на медицина со одредени побуди. Да, има и такви кои што тргаат заради тоа што сметаат дека е генетски наследна болест, затоа што мама и тато се лекари, па сега јас морам да бидам лекар, меѓутоа генерално заради тоа што сметате дека можете да го смените светот. Тоа е целта на млад човек кој што студира медицина. Ќе го сменам светот, ќе помогнам најголем број на луѓе. Сакате да помогнете едноставно. Се полага испит медицинска етика. Во пиларите на медицинската етика. Хуманизам, солидарност, нели? Еднакво ги третираш пациентите и не нанесуваш зло. Тоа е во уставот. Хуманизам, солидарност во темелните вредности и животот е нади пред се. Така. Ако земеме дека Хипократовата заклетва, дека медицинската етика станала пазарна етика, тоа е веќе повеќе од преседан. Тоа значи дека имаме некоја форма на
транзиција на клиниката за радиотерапија и онкологија кон приватизација, која што е повеќе од очигледна. Оти знаете, дупката во фондот, државата и фондот, јас не разбирам зашто луѓето сметаат дека се имагинарни единици, тие се многу реални, тоа е мојот данок. Толку има во грнето. Ако тоа грне се покраде се што има преку онкологија, ќе нема ни за детска клиника, ќе нема за торакална хирургија, ќе нема за кардиохирургија. Тогаш да признаеме дека немаме терцијарно здравство, бидејќи се е по импакт на терцијарно здравство, ние немаме здравствен систем. Па тогаш нема ни да дискутираме дали ќе биде социјално или капиталистичко здравство, го немаме. Значи, сега ќе добиеш помош доколку одиш во приватното здравство, а во приватното здравство, зборувајќи за вредносен систем, се пак истите доктори. Па тие Само само зградата е поинаква. помина од јавното Тоа и се приватното, тие тоа се луѓе. истите луѓе. Божиновски, да го привршиме при крајот, имате ли вие што да дадете за... Но вистина е тешко да се зборува за онкологија и да се За биде онкологија. Знаете како, ако има некој случај кој што навистина треба да добие завршница во Македонија во последниве 10 години, тоа е овој, мора луѓето да имаат што ви рекле во сад некој closure, значи да се затвори, да се дознае што всушност се случувало таму. Искрено не сум оптимиста дека оваа власт додека е тоа ќе се направи. Тоа треба на судските органи да е работа. Да, ама. Абе сега цела емисија зборевме, едно е треба, друго е. Значи се додека ова власт нема. Јас се правам недоветен. Имавме десетици случаи кои што не добија никаква судска завршница. Имаше уште една тема која што беше многу значена, но поради овие тешки теми ја прерипавме, а тоа и со автопатот Охрид Кичево, каде што излезе дека после 7 години, 8 години градба и 600 милиони евра и ветувањето на власта од типот тоа е еден од гафовите на Ковачевски, стани благо е да те види сала лани, да дојдеме до ситуација каде што сега не знам кинезите биле криви. Кинезите праќаат луѓе во вселената, не може 50 км пат да направи. Како Мост за една ноќ града за 24 сата у Како Кина. се направи патот Нема врска. Скопје Штип? Тој беше готов пред да се смени власта. Кога се смени власта, само патарини направи. Имаш и една приклучница кај коње. Не, значи За Дедо Мраз од не, коња. не. За магариња. За магари. Требаше да се направат тие сливниците или како ги Така, викаат, нешто ама и имаш. тие не ги направи, па затоа после падна она Карпа имаше едно пола година стоеше на едната страна. Патарините Го уште 3 возам години чести ги за прават. тоа знам. Да, за случај. ја сум Но, повеќе пати. И сега немате завршница за кабелот во тето, односно за А беа осудени модуларната или за директорот? модуларната болница. Не. Немате Не е истото никаква дело. А не е истото дело. немате никаква завршница за ништо. Но овој случај мора да има завршница. Ја искрено се надевам дека кога ќе се смени оваа власт, ќе добијат малку и судиите кураж и обвинителство или ќе се најде некој систем каде што ќе биде поставен вистинскиот човек на вистинското место, мора особено не само родителите, а роднините на оние луѓе кои што биле лекувани таму, него и целата македонска јавност. Ако изгубиш Секој семејство е потенцијален, ќе има таму ако некој Сите изгубиш- ние познаваме некои, Види, имаме секој, некој наш. секој. Ако ја изгубиш довербата, она што значи Пациент. доверба дека државата како институција ќе ти помогне да го сочуваш животот, тогаш ние џабе збориме и за судство, џабе збориме и за образование и за све друго. Геровски, со вас почнавме, со вас да завршиме. Па добро, трудна тема е ова, како Трудна да се тема. каже. Така, може би треба да завршиме со мала доза на оптимизам, дека Македонија сепак е мала држава, мала земја. Нели? Не нема веќе повеќе веројатно од 1,5 милион луѓе 1,5 така. Да. во земјава, значи За тоа празници е сме толку. 1.600.000, не, има над 1.600.000, ама брзо се намалува, извинете Добро. што. така е, брзо се намалува и сепак е тоа едно предградие на Њујорк и тоа до не послабите веројатно предградија. Сакам да кажам она што никогаш не ми било јасно. Дали имаше една теорија, сега ќе се сети колегата Жоро,
и книга Организирано општество на Чокрески, нели? Чокрески. Нема да сме вакво или тако, сме минимум организирано општество, минимум институционализирано, со релативно малку пари од страна, би требало ово општество да функционира. Марем, како да рече, сиромашки, ама на некое елементарно ниво. Мислам дека оваа генерација луѓе, јас сум сега веќе преку тема дека најста се чувствувам ја така малку помлад, ама не е важно. Сепак ние сме една иста генерација на луѓе која и го должи на Македонија, макар тоа нема да биде ова најсрекната, најпаметната држава, нели? Ке има веројатно проблеми натаму со здравствениот систем и со ова, ама Да не го краде лекот на на пациентите. елементарно ниво. Пристојно, Да го една решиме. пристојност, една Затоа што пристојност. се мериме, елементарно. знаете, се мериме сепак со соседите. Ние велиме, еве на Србија сега таму ќе има избори, нели? Била ваква, таква, Вучиче, ваков, онаков и не знам што. Авторитарец, не знам. Предизвестно не спорам со тоа. Меѓутоа пред известно време донесе одлука за набавка на некој лек, кога веќе зборуваме за лекови, мене ме фасцинираше таа одлука. Една терапија за едно дете болно од некоја ретка болест, се веќе навистина не можам да се сетам која болест до годините Алцхаймер да кажи, нели? Не можам да се сетам, но терапијата, се сеќам добро на бројката, 2,5 милиона евра една терапија за еден случај. Да, имаше. Отприлика годишно во Србија имало десетина такви случаи. Нема проблем. Општеството ќе ги најде тие пари, ќе ги вложи. Не се знае колку тие деца реално ќе функционираат во животот нормално, колку многу ќе живеат. И таа, општеството мора да има минимум ова. Сега, ако може тоа во една Србија да се направи, каква авторитарна Србија? Ако може нешто да функционира во едно Косово кој не е ни држава, кој е протекторат, кој е проект, не е ни држава, туку е држава проект. Ако може, како може ништо да не функционира во Македонија? Затоа треба да размислуваат луѓето и кога ќе гласат на изборите и кога ќе имаат пред себе некаква политичка програма, да речат, немојте ме продавате гачки, приказни, глупости. Сепак, на елементарно ниво, ова општество мора да функционира. Минимум честност, минимум ред и закон, функционирала државата. Знаете Е, каде во имало Македонија време някога никогаш во функционирало. историјата, за разлика од други држави во регионот, немало глад. Во бивша и во задбивша немало глад во Бе, Македонија. од феудална држава Произведувале, во вака Втората така се светска снаоѓале, војна. немале глад. Сега ние кога ќе станеме или кога ќе трнеме нека Европа, значи ќе се случи стампедо. 230.000 луѓе ќе трнат веднаш наврз, затоа што Споредете Европа го на од 45-та година, да речеме, Македонија од аграрна земја, која што била комплетно без патишта, Да. до во 65-та година веќе, значи за 20 години веќе економски реформи се прават. Веќе развиена земја. Да. И веќе, значи тие трендови, не била Македонија најразвиена, меѓутоа со оние Ја со сметале како помошта што ја развиена. добивале, Да. значи веќе имате неверојатен развој за 20 години. А погледнете сега од 90-та година за 30 години до 2023 година. Сега сме на ниво на развојот, ја достигнуваме 90-та, отприлика. По економските бројки, сум разговарал со економисти, тоа ми го тврдат. Фактички, постапките на пораст. да, постапките на раст. И за што да говориме ние? Значи, промашен ни е целиот овој период од 30 години. И дека конечно треба да сватиме, разбирам дека имало и надворешно политички притисоци и така натаму, оваа држава не секогаш се. Ма никој не е рекол, одвивала. ај бидете сиромашни. Но овој пат овие 30 години ја водиме сами државата. Да. Тогаш имавме некаков голем брат во Југославија, имавме некој фонд за развој на неразвиени подрачја и така натаму. Меѓутоа и сега имаме пари од страна, не дека немаме. Ги спомнавме сите проекти и така натаму, не се само европски. 2 километра автопат да не се направат. Значи, 2 вие, метра да, автопат. 2 километра, ја поминувам, одам за Косово. често. Страшна работа. Тоа е- Јас бев летоска, да. Тоа е Страшен пропаст, Ужас. неверојатно. Значи како Па како Кафанова делницата уште се реновира 4 години. Да. 5 години. оправдување можете да имате за Ја такви мислам промашувања. дека можеме ово недоле да го говориме, Да. но веќе траеме долго време. Ја мислам дека е време да се
Јас да ви се заблагодарам, навистина бев презадоволен од вашите разговори, одговори и така натака. Се надам дека повторно ќе дојдете, повторно ќе ни угостите во ова наше скромно, а некој би рекол и прескромно студио. Почитувани гледачи, ова беше второто издание на емисијата 30 секунди. Се гледаме повторно наредната недела.